20-та епизода од моја сторија. Ете, туку така, летна брзо, 2/3 од магазинот кој што ги третира проблемите и прашањата на младите македонци. Минатата епизода разговаравме за младите и спортот и би сакал да ги погледнеме сега на почетокот поентите кои што ги подвлекоа нашите гости. Спортот е нешто најважно за самиот организам, нешто добро кое му се случува на човекот и само тој пат тогаш може да го држиме и да кажеме дека сме некоја спортска нација. Кад радим дајме поддршка и безрезервна што се вика поддршка на фудбалерите, затоа што без разлика на тоа каков ќе биде резултатот, дали ќе ги добијат сите три или ќе ги изгубат сите три надпревари, они тоа што го направија до сега е стварно голем успех. Во денешно време кикбоксот е многу покоординиран и по-совршен спорт за разлика од порано. Па да кажеме дека би било пожелно да учествуваме на сите европски светски првенства. Како за индивидуалните, така и за колективните спортови, без разлика дали е фудбал, дали е ракомет. Сум настапувала на светски, на европски, на балкански првенства, каде што сум била на светско во Колумбија, сум била во Азербејџан, сум била во Полска, нашите балкански земји и така натака. Модата и стилот се менувале низ вековите. Постоеле, одредени модни правила, во зависност од тоа, општествениот развој, кој период се случувале, од човекот, возраста и еден куп други фактори. Но прашањето е дали постојат денес вакви правила. Што е ин кај младите, колку појавата на социјалните мрежи ги извитопери и ги измени правилата и трендовите, кои се модните идоли на младите и така натаму. Прашања кои што ќе ги дискутираме и дебатираме тука со нашите гости. Денеска со мене се Мирјана Јосифовска, дизајнерка и студентка по моден дизајн. Здраво, здраво. Здраво. Александра Спасеска, без В, новинар и представник на Fashion Revolution Македонија. Добар ден. Замислете, Александар Билјановски Дадар, мејкап артист. Јас сум многу среќен што уствари ти си имал и презиме. Ја мислам дека Дадар ти е презиме, чудно, така неверојатно. И Јулија Илиевска, новинар во модниот портал Fashionel МК. Здраво. Добар ден на сите. Пред да почнеме со оваа тешка, длабока, повеќе слојна тема, предлагам да видиме еден наш осврт за што тоа ќе зборуваме, па потоа почнуваме со испрашувањето. Ајде. Секојдневието е модно шоу, а светот е една голема модна писта. Вака, пред многу години, еден од најавангардните модни ликови, Коко Шанел, ја дефинираше модата. Меѓутоа, во реалноста оваа општествена појава вклучува повеќе категории и значења. Модата е насекаде околу нас, идентификува и промовира, искажува и покажува, дефинира поглед на нештата. Луѓето честопати ги поистоветуваат модата и животниот стил. Колку и да се различни поими, сепак создаваат една совршена синергија. Синергија за приказ на човек. Стил кој е вечен. Или го поседуваме, или не го поседуваме. Модата не ги дефинира само последните најпопуларни и најнови модни трендови на дизајнерска облека, туку преку неа имаме можност да откриеме кои сме и да ја отсликаме нашата личност во однос на визуелните информации. Начинот на кој ги креираме нашите модни визии преку изборот на облеката и модните додатоци ни помагаат да му го покажеме нашиот моден став на светот. Се започнува всушност кога одредени нешта ќе се видат на писта, на црвениот килим или на музичкото видео. Константно сме бомбардирани со нови модни идеи од музиката, интернетот, списанијата и телевизијата. Филмот исто така има неверојатно силно влијание на она што луѓето го облекуваат. Музичарите и останатите културолошки икони континуирано директно влијаат врз модата, бидејќи постои силна врска помеѓу личниот стил и модата. Некој со развиено чувство за мода може да направи комбинација од нешто невообичаено, спонтано и тоа најчесто може да поттикне нов тренд. Животниот стил пак е термин кој се употребува за опишување на начинот на кој една личност живее. Обично тој ги рефлектира поединечните ставови, вредности или погледи на светот.
Според тоа, животниот стил представува средство за градење на сопствена личност, своја јас, и за создавање на културни символи од кои произлегува личниот идентитет. Од обично парче облека до брендирани додатоци кои додаваат на естетика и стил, прошетки, активности, начин на здрав живот, исхрана и спортување. Младите луѓе, за разлика од повозрасната генерација, многу лесно го менуваат својот моден стил. Тие смело експериментираат без да следат одредени строги правила при изборот на нивната гардероба. Тие обично практикуваат да се облекуваат практично и удобно. Модата кај младите се менува со се поголема брзина. Влијанието на социјалните мрежи допринесува за инспирација и идеи да носат одредено парче облека, кое го носи некој од нивните омилени славни актери, музичари, спортисти или инфлуенсери. Всушност, тоа е фаза на имитација. Момент кога секој копне да поседува парче од новиот тренд. Модата е една од најпрофитабилните индустрии. Колку повеќе се потикнуваат луѓето да држат чекор со модните трендови, толку повеќе индустријата го зголемува својот раст со исцрпувачко темпо. Илјадници луѓе се инволвирани во производството, продажбата и набавката на облеката, па и во клучниот дел за успехот на одреден бренд и маркетинг. Секој ден милиони работници дизајнираат, шијат, планираат, ја транспортираат и продаваат облеката во продавниците. Рекламите пак од сите страни не убедуваат во она што ќе го облечеме свесно или несвесно. Иако модата и стилот имаат неколку сродни елементи, битно е да се нагласи разликата токму поради естетското поимање. Секој нов стил обично станува модерен, а кога ќе помине модата на тој стил, тој е осуден на пропаѓање. Модата дава насока, а животниот стил го дефинира човекот. Па така, не можеме да изоставиме ниту една компонента од оваа целина. Ето, секогаш сакав да видам манекен. Мајка ми така му услугуваше, ама ребро си е ребро. На писта да видиме. Не, пушено ребро у Дали фурна си си научил е, нешто? пушено ребро у фурна, така да ќе го оставам манекенството за друг пат и за други. Ајде, ме интересира Македонија како нација, какви сме во однос на модата, во однос на стилот? За сите прашања ме интересира, ајде. Зависи од кого го земаме примерот. Не може да се каже дека не сме нација што не следи мода. Меѓутоа исто така не може да се каже дека не можеме да бидеме и подобри. Во тој контекст следиме трендови, не дека не, меѓутоа некако е многу тешко се одделуваме од истите. Ако научиме дека нешто е тренди, например, не знам, тесни фармерки, тогаш многу долго ги носиме, без разлика што тенденциите се менуваат, ама ние така некако љубиме да си ги задржиме за себе. Сето тоа зависи од тоа колку сме информирани, меѓутоа информираноста во секој случај не сме да ни биде изговор, бидејќи денеска имаме пристап до информации повеќе од било кога. Меѓутоа и до начинот на тоа како ги воспримаме тие информации, што сакаме да постигнеме со обликата што бираме, што сакаме да кажеме со тоа, бидејќи модата како медиум е и јазик, или има свое значење, така што никоја средина сме, би кажала, во однос на тоа. Значи, ако треба оценка да ставиме од 1 до 10, каде котираме? 5, 6? Па, Може би? 6. Што ни фали, например, според вас? Што е тоа кое што би можел да ја качи границата малку погоре? Финанси, информираност, знаеме дека можеме да видиме веќе што е парче, што? Добро, финанси. Слободумност, може би? Да, повеќе модна храброст. Финансиите секако се еден аспект кој што е важен и влијателен, не е дека не, меѓутоа од друга страна имате луѓе што имаат многу пари, меѓутоа не изгледаат добро. Не им оди баш. Ова е спекулација, јас такви луѓе не сум видел. Па има. Дури светски познати звезди се критикувани, например Селма Хаек или прва ми паѓа на ум. Меѓутоа имате и луѓе што немаат толку многу пари, меѓутоа совршено имаат сенс како да ги скомбинираат тие можеби основни парчиња и да изгледаат добро. Така што на крајот се сведува на личниот сензибилитет и на низ фактори кои што секако ги нуди општеството и заедницата. Така, Мирјана, кажи ми,
Fashion Week е манифестација која што треба да биде нели пандан на светските модни случувања. Претпоставам дека тоа е еден чекор за да се образуваат и едуцираат, условно кажано, нели, модно граѓаните на Македонија. Како ли тоа, успева ли? Па мислам дека да, успеа во тоа, особено во последниве неколку години. Сметам дека Моден викенд Скопје нема улога само баш на една модна недела кај што ќе ги пуштат на писта неколку дизајнери и тоа е тоа, туку мислам дека имаат одлична улога во тоа да ја информираат јавноста, особено младите луѓе за тоа што е модата, после тоа производството на модата, кој ја создава таа мода, потеклото на материјалите, така да мислам дека тие имаат одлична улога во тоа и тоа и треба да прави една модна недела. Не треба само да биде, не знам, една недела во 6 месеци кај што ги се пушта на писта дизајнери, тоа е тоа. Туку треба да прави повеќе од тоа. Два пати годишно се случува тоа? Да, 2 пати годишно се случува. И за време на ковидот како го решивте? Па вака минатата година, мислам дека беше во април, мислам, кога беше баш во почетокот на пандемијата, се случи со тоа што имаше виртуелна ревија, односно се снима модни дизајнери се пушта, додека онлайн беше така, да. Додека минатата година мислам дека октомври беше, имаше шоурум во Public Room, кај што исто така беше аспектот беше ставен на sustainability, односно на одржива мода и беа поканети дизајнери баш кои што работат на тоа. Значи следната е во октомври. Па мислам дека да, септември, октомври тој период би требало да биде. Како изгледа, ќе биде во живо или повторно ќе биде дигитално? Па тоа се зависи од ситуацијата со пандемијава и што ги се случува. Така. Дадар, мејкапот е, нели, пропратен и изоставен дел од стилот. Може ли мејкапот да ја, како да кажем, да ја издаде личноста, да каже работи за неизе кои што самата не сака или можеби не знае или па нема како да ги изрази, да ги каже? Па да, апсолутно. Секако дека кога кажеме мејкап, подразбираме и целосен изглед, не е само шминка како шминка. Под мејкап спаѓа и фризура, и шминка, но и изглед, севкупен стајлинг, да кажам. И тоа како може да го издаде една жена, ајде да кажеме. Најпрвен како се чувствува, потоа како би сакала да се чувствува и да изгледа и се разбира, многу е важно дали тоа умешно изведено или не. Значи тоа се три фактори од кои што можеме многу да дознаеме од една личност. Но сепак тука ќе биде пресуден вкусот како главен фактор кој што ќе пресуди дали сето тоа е убаво искомбинирано, убаво износено, дали таа особа го носи тоа со елеганција или па можеби е наметнато и се чувствува, да кажам, вештачки и буквално се гледа дека не е тоа. Така да не е важно што носиме, но најважно е како го носиме и како делуваме, а тоа е веќе стил. Да се тешиме така дека да ти одговорам и на претходното прашање кое што Македонија и стилот. Ајде да кажеме за оценките, нели? Јас би дала една висока 8, посебно за младите. Зошто? Бидејќи се толку многу информирани, толку се многу модерни, во смисла тие се многу помодерни и од мене, човек кој што е во модата, ајде да кажем 20 на години, иако не се сметаме за човек кој што е премногу модерен, не сум тип кој што ги следи слепо модните трендови, туку напротив имам изградено некој свој стил кој што го негувам. Секако, секоја сезона се менува модата, па така јас сакам нешто да променам, но ајде не сум важен сега јас во случајот, важно ми беше да потенцирам дека младите се толку многу модерни, толку се интересни, да не заборавиме дека светските креатори од секогаш чекаат буквално да излезат, да задзвони последното звонче во училниците, во училиштата и светските модни креатори имаат пратено буквално луѓе кои што анализираат што и како носат тие млади деца и така подоцна се создава и светската модна да кажам, светската насоки. Мода, да, баш како насоки
И денеска е тоа многу повеќе изразено благодарение на интернетот, Инстаграмот и слично. И доколку порано, тоест предходно ние како стилисти да кажам, фризери, креатори, независно, па и новинарите тука би ги ставил, чекаа сите публиката да им презентираме што е модерно. Сега тие на нас ни доаѓаат со побарувања за кои што веќе ние може да не сме информирани, бидејќи модата секојдневно се менува, благодарение, пак ќе кажам, на интернетот, така да порано јас морав да идам на некаков семинар во некоја земја и за да донесам новитети, а сега веќе тие буквално како на таца ни доаѓаат во салон со вакво и вакво барање. На еден начин не ја олеснуваат работата, но и ми е драго што е така. Така да, ете, уште еднаш ќе ги пофалам посебно младите, дека стварно се навистина многу храбри, многу добри во тоа што го прават и знаат што сакаат, а што не сакаат. Фала ти многу, ми го одговори второто прашање за тебе и сега ќе си седиш таму и ќе си чекаш друга. А кажи ми, многу ме интересира, затоа што, како што кажеш сам, нели, главата треба да соодветствува со торзото. Ти се случува да ти дојдат, нели, по тренерки за брзинка, нели, дека треба да одат не знам каде или за свадба или за што, ти да ги направиш цаком пакон се и после кога ќе се облечат да изгледаат како торта. Ама лошо на китен. Да, но секогаш јас обично барам фотографија или сакам да ми се долови стилот. Исто така многу е важно каде одите. Во смисла, не можеме да направиме екстравагантно, гламурозна шминка, да оди некој на, не знам, на дневен ручек, на ручек, секако дека е дневен. Се шегувам. Исто така, значи, мора да се запазат сите фактори. Каде оди, што ќе облече. Вие како професионалец треба да го оцените стилот, па и карактерот на особата која што треба да ја нашминкате, иако таа не знае, но ете, нормално, моето искуство ми дозволува да се давам за право да ја представам можеби во едно поинакво издание моделот или особата која што се шминка, а таа да не знае да објасни, но има исто и луѓе кои што знаат што сакаат, точно доаѓаат со слика. Важен е компромисот, нели, да се договориме некаде, да се најдеме на средина, бидејќи едно се желбите, други се реалните, друга е реалноста. Значи, да, мора да одговара сето тоа на личноста. И пак ќе кажам, најважно е да се искомбинираат тие три работи. Коса, фризура, шминка и облека и настанот на каде што треба да се појави таа особа. Да е компатибилна сета. Да. Така. Александра, малку да ни кажеш за Fashion Revolution. Што е тоа што е толку револуционерно во целата оваа приказна? Да не бидам многу нагол премина. Без да читаш. Да се надоврзам на другите гости, младите играат огромна улога во она што сакаме како модна револуција да го постигнеме како движење. Ние сме непрофитна волонтерска организација што функционира низ целиот свет. Македонскиот огранок на Fashion Revolution почна да функционира во 2015 година. Меѓутоа, изминативе 2-3 години сме поактивни со активности, настани и едукација. Самиот збор револуција скажува многу, меѓутоа нашата револуција конкретно се стреми во насока на одржливата мода, односно одржливоста на практиките во модата. Тоа подразбира дека целиот синџир на она што ја сочинува модата треба да одговара на тие начала на одржливоста. Од начинот на кој се произведуваат суровините за материјалите, начинот на кој се произведува материјалот, на кој се дистрибуира до дизајнерите или модните куќи, потоа начинот на кој тоа парче патува до корисникот, меѓутоа и како корисникот се однесува кон тоа парче облека, како го третира додека го користи и на крај како се ослободува од него, односно како завршува животниот век на тоа парче облека. Добро ме потсети, имам еден прилог кој што го чува за понатамо малку, ама би сакал сега да го погледнеме. Точно се однесува на органското производство на облека од Александар Патриклиски од Еамот Штип. Он има една многу интересна приказна со тоа што пробал да произведува памук кај нас, но
тоа освен нели што ги има проблемите во однос на производство, во однос на обработка, па се до тоа дека тоа е сосем недоволно во однос на тоа колку ни треба на нас. Затоа предлагам да го пуштиме прилогот за органското производство на памук. Памукот е најчесто користеното природно влакно во производството на облека. Органскиот памук генерално се дефинира како памук кој се одгледува во негенетски модифицирани растенија и за време на неговото производство не се користат синтетички земјоделски хемикалии како ѓубрива или пестициди, па затоа овој памук е хипоалерген и соодветен за здравјето на луѓето. Органските памучни полиња придонесуваат за намалување на загадувањето на водата и почвата, како и зголемување на биолошката разновидност. Со други зборови, процесот на органскиот памук бара многу напор и труд за негово одгледување, финансии, како и домашна и странска стандардизација и законска регулатива за производство и пласман. Како главни производители се јавуваат Индија, Кина и Турција, но дали и во Северна Македонија се одгледува органскиот памук. Истото е изводливо да се направи кај нас, од причина што нашата земја е многу чиста, нема некоја тешка хемиска индустрија во Македонија и има предуслови за производство на органски памук во Македонија. Исто така и цената моментално дава за можност да истиот се одгледува во Македонија. При одгледувањето на органскиот памук се користат традиционалните методи. Процесот на производство на органски памук е процес во кој што не се употребуваат препарати, односно хемиски препарати за прскање на истиот и ѓубрива добиени по вештачки пат. Односно исти се заменуваат со ѓубрива од нашите фарми и препарати добиени од најразлични растенија. Реони каде во минатото се одгледуваше и се уште може да се одгледува памукот во Македонија се делови од Велес, Струмица, Валандово, Штип и Кочани. Во овие делови на Македонија има соодветни климатски услови, како и соодветни системи за наводнување на почвата. Но самото производство и ресурсите кои се користат, како и климатските промени и високата цена за продажба на органските производи, го лимитираше одгледувањето на органскиот памук, што го поставува прашањето: дали денес имаме доволно добри предуслови за овој тип на производство? Се започна само со еден компјутер на кого се креира најразлични дизајни и исти се произведува во тогашните текстилни фабрики во Македонија. Како една по една почнаа да згаснуваат, се наметна потребата од производство на текстилните производи. Започнавме со производство на истите, но материјалот беше од увоз и најглавно од Турција и истиот не ги задоволуваше строгите критериуми на нашите клиенти кои во тоа време почнавме да ги имаме од Европа. За таа цел, во 2006 година започнавме со собствено производство на трикотажни материјали. Главната сировина во производството беше предивото, односно памучното предиво кое го увезувавме од Индија и ден денес го увезуваме. Но во 2010 година се случи голема скок на цената на истото, односно до 200% се качи цената поради слабата реколта во Индија и подучени од претходниот период, односно како станувавме по-независни, а станувавме по-успешни, решивме да започнеме со одгледување на памук. Па така, во 2010 година купивме големо земјоделско земјиште во околината на Штип и во тоа време најсовремената механизација која беше за одгледување на памук. Количината која произведувавме на памук представуваше само 10% од нашите потреби. Се надевам дека еден ден количините ќе ги зголемиме и комплетно нашите производи ќе бидат изработени од македонски памук, односно органски памук. Памукот е еден од најважните материјали во секојдневната употреба. Иако се користи воглавно во текстилната индустрија за производство на облека со различна употреба и квалитет, сепак не изостанува од маслодајната индустрија, како и од производството на рибарски мрежи. Со неговото правилно производство, обработка и пласман придонесуваме за поздрава животна средина. Ме интересира, Александра, како модната индустрија влијае негативно на животната средина, животната околина? Почнувајќи уште од производството на суровините, употребата на пестициди за производство на памук, например, како што видовме во прилогот,
до јаглеродниот отпечаток што го остава индустријата во сите алки на синџирот на поврзување од добавувачи, производители до корисници, па до боите што се користат за боење на материјалите. Меѓутоа, најголемиот товар што го носи модната индустрија е неискористената облека, односно облеката што завршува на отпад, без воопшто да стигне до крајниот потрошувач. Тоа значи дека модната индустрија веќе произведува премногу облека, 4 пати повеќе отколку пред 5 години, колку за споредба, и само 15% од таа облека некако завршува до фабриките за рециклирање, што е премногу малку. Миријана, кажи ми ти како модна креаторка, колку се внимава кај нас според тебе на тоа материјалот да е органски или да е ефтин? Па вака, мислам дека првиот проблем се разбира тука е што ние како земја немаме толку услови, односно немаме толку избор на материјали. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем е што на многу малку места режиси никаде не ти даваат декларација или некој вид на документ кај што ти кажува кој е составот на материјалот, односно што содржи тој материјал. Единствено такво место, пример, кај што сум можела да дознам, било Тетекс. Така да тоа е еден од самиот проблем, затоа што ние како дизајнери не знаеме со што работиме. Друга работа е што генерално ако наоѓаме материјали кои што се, односно знаеме потеклото тој материјал кој е, треба ги наручуваме од странство и со самото тоа тие материјали се поскапи. Така да има дел на дизајнери кои што едноставно бираат материјал кој што му одговара на бојата, на текстурата и сличното и воопшто не даваат акцент на тоа од што е составен тој материјал. Така да тоа мислам е голем проблем кој што треба да се реши и да се промени. Така. Јулија, ти, например, како критичарка, што би можела да кажеш, што е недостасува на модата во Македонија? Прво не би се нарекла критичарка, сепак сум тешка критичарка, да знаеш. Не си критичарка и готово. Новинар пред се. Ако зборуваме за македонската модна сцена, морам да признам дека во последниве 7-8 години, како што јас ја следам, некако станува се потивка. Се сведува на индивидуално работење, индивидуална презентација на риби, кои што и не се толку чести. Меѓутоа, пред се, например, модните дизајнери се соочуваат со проблем што немаме ниту една институција која што ги обединува, дали ќе биде здружение, совет, организација било каква што ќе застане зад нив. Се сведува на тоа колку индивидуално ќе се снајдете. Имаме една манифестација како Моден викенд, која што пред 10 години беше навистина блескава и ги успеа да ги собере сите етаблирани дизајнери. Меѓутоа, како течат годините, Моден викенд стана добра платформа за промоција на млади дизајнери, со што тие што се веќе етаблирани, повторно ќе кажам, останаа на таа собствена промоција и на нивен начин на презентирање на причињата. Значи, пред се, ќе повторам, би рекла дека им недостасува тело кој што ќе застане зад нив, а потоа се тоа врзано, значи недостасуваат повеќе настани, недостасуваат повеќе можности за да се презентира таа нивна работа. Значи, во Македонија има неколку модни медиуми што се занимаваат исклучиво со мода. Ние можеби бевме првиот, сега има и уште неколку. Модата е составен дел од други медиуми, меѓутоа чисто како рубрика која што спаѓа во забава, што исто така сметам дека е погрешно, бидејќи модата треба да се представува и е дел од културата. Не од забава, не е рубрика што треба да се најде на последните страници од магазините или колку да пополни нечи сајт. И тука е проблемот исто со таа перцепција, така што врзани се нештата, меѓутоа секако дека може да се поправат. Така. Убаво што спомна, јас имав впечаток дека со мода се бават портали кои го третираат тоа на ниво на дневна политика, на вести, на, не знам, информации само
Постојат ли кај нас сериозни критичари кои што може да се бават со тоа како професија? Видете, луѓе кои што добро познаваат проблематиката на модата секако постојат. Значи, меѓутоа нема никој што нема никој што ќе се осмели да критикува, а и прашање што би критикували, како да го критикуваме. Во време кога немате модни медиуми, немате, пак ќе повторам, каде да ги пласирате работите, кога можностите да презентирате нешто се скромни и ограничени, до некаде неблагодарно да се поставите како строг критичар. Ние сите можеме да искажеме наше мислење за одредена проблематика, дали нешто ни се допаѓа или не. Меѓутоа, ако зборуваме за вистинска издржана критика, тогаш треба тоа да биде некој што ја познава срцта на проблематиката, од тоа како се изработува едно парче до тоа како треба да се презентира. Такви луѓе постојат, меѓутоа како модна критика што функционира, тоа го нема. Така. Датар, кажи ми, пандемијава ги погоди сите, ама тебе директно заради тоа што ти не можеш дигитално да шминкаш. Барем сега за сега не може да пратиш нацрт да си го испринтат и да си го залепат. Како функционираше твојата професија во време на пандемија? Доаѓаа ли се осмелуваа ли луѓе, млади луѓе да доаѓаат и да се коригираат? Па да, значи благодарение на сите оние протоколи кои што постојат, ние одлично функциониравме. Ете, година и колку веќе 3-4 месеци е пандемијава, ниеден од мојот тим не се зарази со вирусот, но ќе кажам, секогаш бевме заштитени, сме се уште заштитени, секој клиент кој што влегуваше кај нас, најпрвин беше, сето беше добро организирано во смисла на време и простор, да не бидат премногу близко клиентите, често пати да се менува воздухот во просториите внатре. Имаме и онакви апарати кои што го дезинфицираат воздухот, озон и така натака. И пак ќе кажам, секој беше со маска и до сега немало никаков проблем. Сите прослави до тука беа шминкани луѓето. Да, само во однос на носењето на маски некако дојде самиот момент самите случувања го наметнаа тоа да луѓето обрнат повеќе внимание на косата, на вегите и на очите, нели носејќи маска. И на душата. И на душата, апсолутно. За душата има други места, ние не сме за душата, иако ни кажале дека добро делуваме и на душата нивна, што ни е навистина драго. Се шегувам. Така да, знаете како велат, не успеваат најдобрите, него оние кои што најдобро се прилагодуваат. Па така и ние, значи, се прилагодивме на самата ситуација, ставивме акцент на трајна шминка, на веги, на очи, на коса и слично. Сето тоа поразредено нормално и добро организирано и ете, поминува некако и тоа. Кажи ми, што совети им даваш на младите кога доаѓаат кај тебе? Па, искрено, како што кажав и пред малку, младите и не барат, и не им треба многу совети. Повеќе им треба на повозрастните совети. Оние луѓе кои што не сакаат да се менуваат, кои што, ајде да кажам, се уште трагаат по некој собствен стил и прават нешто кое што требало да го прават многу помлади. Така да, секако, ние сме тука секогаш и за совет, и за консултација, но младите навистина знаат што сакаат и што бараат и најчесто тоа и го добиваат. Така. Ме интересира, Мирјана, колку појавата на социјални мрежи влијаеше на модата и модните правила? Па вака мислам дека модата дефинитивно во однос на социјалните мрежи дефинитивно влијаат врз модата, затоа што денес социјалните мрежи се првото место кај што младите се информираат, дали е за мода, за се. Така да ако порано прво место за информирање врска со модата беа списанијата или рекламите на телевизија, денес тоа се социјалните мрежи. И така да социјалните мрежи имаат огромна улога во информирање, баш во информирање за тоа.
Не само тоа, него имате туторијали, how to. Да, дефинитивно за се. А се бават они, например, во однос на тоа, не знам, дали е органски памукот, дали е сето тоа, нели, берено со ракавици, дали не е ѓубрено? Па баш... Зборувам за инфлуенсери кои што јасно ми е дека продаваат и шиткаат парчиња облека која што им е дадена, веројатно етикетата ја проверуваат само за бројката. Знаете некои што се бават со суштината, со квалитетот на облеката? Па баш, мислам, врска со инфлуенсерите и сето тоа, мислам дека тие се луѓе кои што имаат баш огромна платформа и треба таа платформа да искористат со тоа што баш ќе информираат за тоа ова парче што го носам, кој е составот на материјалот, кој го создал, на кој начин е создадено, дали нечив труд е експлоатиран во процесот на создавање. Ако информираат за тоа и користат нивната платформа така, тогаш да, тие се добри инфлуенсери и треба да баш ја работат нивната работа добро. Александра, ти знаеш за некој кај нас кој што се бави со тоа? Во текот баш на ова недела на модната револуција имавме огромен одзив од јавноста, особено од помладите кои, како што кажа Милјана, тие се многу добро информирани за тоа што консумираат и како го консумираат. Дури на некој начин тие се најдобрите диктатори на трендови, ама на позитивни трендови. Не на она што некој друг го носи, некој друг им го наметнува, туку она што тие го сметаат за добро, за позитивно, за корисно за нив. Сега модата повеќе се осврнува кон тоа колку е добра за нас, а не колку не разубавува само. Така што под хаштазите која прави мојата облека, што има во мојата облека, младите луѓе се многу похрабри да ги прашаат брендовите, да побараат информација, да побараат отчетност од брендовите, што се состои во нивната облека, која произведува. Како што кажа, дали некој е експлоатиран, дали нечи труд е експлоатиран за производство на таа облека, што знаеме дека е факт за поголемиот број од брендовите за брза мода. Така што кај нас, да, има инфлуенсери кои слепо се водат по трендови, кои рекламираат парчење облека или што и да е друго, заради тоа што има дадено, има платено да го прават тоа. Меѓутоа има и добар дел кои ја користат таа платформа, следена, многу следена платформа, за да ги информираат луѓето на кој начин да бараат информација. Бидејќи само барањето информација не е доволно веќе. Треба да знаеме како да ја побараме информацијата, односно која информација е вистинската за нас. Например, Теона Манго декларативно се изјасни преку социјалните мрежи дека веќе нема да поддржува брендови за брза мода и почна нејзин бренд на торби и мрежи за пазарење. Што значи дека ја користи нејзината платформа за ширење на мотото на одржливоста. На темава, во Македонија има фабрики за памук? Како е производството на памук во Македонија? Имате увид на тоа? Се знае? Ние како организација не располагаме со такви информации, најверојатно текстилниот кластер би имал повеќе увид во тие. А во однос на материјалите кои што доминираат на пазарот? Дизајнерите кај нас или набавуваат од странство или работат со дедсток материјали, што на некој начин од немајкада ние сме многу поеколошки освестени и го применуваме, ја применуваме таа еколошка свестост од немање каде од друго место да се набават материјалите. Не можеш да сгрешиш ако земаш од друга страна, тоа ја ограничува нивната креативност, бидејќи не е исто да замислите колекција, да бидат искаени материјали рачно обоени и принтови да бидат создадени специјално за вашата замисла и вашата идеја, а сосема друго е кога веќе го имате материјалот, па работите со тоа што го имате. И количински, и во квалитетот на материјалот, и во типот на дизајнот и се. Сега е моментот да го погледнеме прилогот, односно мојата сторија. Направивме едно филмче кратко за Фран, односно Фросина Ангеловска. Погледнете го сега. Не бев јас таа што ја одбрам модата како професија, него модата ме одбра мене. Многу е
некако нереално звучи, но така, едноставно што од малечка сум имала страст за естетиката, за убавото, за креативното, сум творела, сум сакала да се дотерувам, накид ме привлекувал, значи аксесуари, се на се сум сватила дека сите тие мои страсти ги има во таа една единствена професија што се нарекува мода. Со изборот на животната професија или со нормално карактерот што ќе го изградиме понатака, се гради и нашиот личен стил. Јас сметам дека некаде кога ќе постигнеме онаа рана зрелост, би рекла дека од кај 25 веќе почнува да се гледа некој предефиниран стил, но сега повторно ќе кажам, со достапноста на социјалните медиуми порано, негде од кај 21 година. Повозрастните најчесто оставаат на нас како професионалци да го процениме нивниот стил, нивниот изглед, тоа што не многу им прилега, а младите се тие кои доаѓаат со фотографија, дали е тоа од Инстаграм, од Пинтерест, од ТикТок, од кај да е, и бараат да им се направи тој лук. Ако е нели некоја сезона на glowy, shiny, поприродно, праскасти тонови, кајсија тонови, ако е некоја сезона на храбар ајлајнер, неон бои, храбри бои, значи ние тоа го приметуваме по бројот на поварувања. Значи, така некако го формулираме трендот за таа сезона. – 99% од случаевите кога сме работеле некој модел по фотографија, било од некоја блогерка, па потоа било нели нешто можеби од Pinterest, можеби од некоја славна личност, но најчесто тоа се блогерки, тие се тие што ја промовираат модата и ги диктираат трендовите. Во секојдневието ретко кој носи дизајнерска гардероба, посебно од наши македонски дизајнери, значи навистина ретко кој. Кај нас се обраќаат строго и ексклузивно за прилики. Значи дали е повторно тоа свадба или е матура или е роден ден или е било каква прилика, тука имаат потреба од дизајнер. Затоа нашата професија речиси сезонска. Праксата да се носат дизајнерски парчиња многу повеќе има кај средновечни или госпоѓи над 45-50 години кои веќе имаат дефиниран стил, си се пронашле со некој дизајнер, со некој кројач, му одговара, значи стилот, темпото на работа, се разбираме веќе, знам што бара од мене, кога ќе ми каже веќе ја визуализирам незината идеја, така да со нив имаме нека по стабилна соработка, со младите најчесто само сезонски. Јулија, една статија покажа дека луѓето, државите од Источниот блок многу повеќе сакаат да се дотеруваат во однос на останатите. Веројатно тоа претходно биле позатворени и одеднаш сега почнале да цветаат. Каков коментар имаш на тоа? Тоа личи на кога нешто немаш, па сега одеднаш имаш, па сакаш да го покажеш, нели? Меѓутоа, тие земји се дефинитивно едни од омилените на луксузните брендови, бидејќи се голем пазар и не жалат средства на луксузна облека. Меѓутоа не значи дека повеќе се дотеруваат од другите земји. Можеби прашањето ви е во насока тоа дека брендот што го носат е видлив за разлика од другите земји каде што можете да видите и мајчки и фармерки што се брендирани, меѓутоа не пишува на нив нели од кој бренд е. Така што не би се согласила дека се подотерани од другите. Не? Па не, да, тие купуваат луксузна облека, сакаат да се покажат, меѓутоа не може да се каже дека другите европски земји
не се дотеруваат. Можеби само облеката што ја носат е поедноставна по крој и е поудобна. Ја па се имам впечаток дека кога ќе отидам, не знам, тие земји малку повеќе се дотеруваат него што треба, да речеме, ако јас и не знам друга држава одиме по лепи млеко, по не знам шорцеви, фармерки и маичка, таму си иде со така малце по спастрена тоалета, скоцкана, како да не знам дали одат на театар или одат до гранал. Во таа насока мислев. Аха, добро, па добро, веројатно пак ќе кажам, неможноста да се искажат модно од таков аспект до неодамна придонело и за таквиот тренд. Меѓутоа тоа може диета во сладкарница ќе влезе човек. Меѓутоа тоа можеби некој би го рекол и за нашите држави кои што се исто така сиромашни. Тоа сакав да прашам, дали кај нас се реплицира тоа? Па се реплицира можеби не во тогава мерка, бидејќи ние сепак се уште сме мали сиромашен пазар, сега да не се лажеме. Меѓутоа никој не рече дека не се согласуваме, затоа дека сите го имаат истото мислење. Да, така што знае да се рефлектира, знаеме ние да ни биде мерак да покажеме, да пишеме на маичката од кој бренд сме го купиле, па и H&M нека. Меѓутоа не во таа мера како земјите од источниот блок, бидејќи сепак далеку сме со финансиите. Инаку сакав и малку да се надоврзам на претходниот разговор со Александра за одржливата мода и за уште еден аспект кој што таа го посочува, тоа е забавувањето на темпото во модната индустрија. Видовме и од прилогот и од информациите што ги сподели таа дека не е баш така едноставно да се создаде одржлива мода, така што тоа е само уште една тенденција на модната индустрија да се забави темпото. Ако пред пандемијата дизајнерите се жалеа дека имаат премногу брзо темпо на функционирање, сега тоа е прилично забавено. Одбрано е колку реви ќе имаат годишно, за разлика од порано кога беа ставени во една машинерија, и тоа е исто така една промена која што веројатно допрва ќе ги покажува своите резултати. Така. Дадар, има една изрека што се вика или си тоа или не си тоа. И сега во однос на стилот, стои ли тоа дека или се раѓаш со стил или не, или пак стилот можеш да го, нели, да го најдеш, да ти го донесат на тасна како би се пронашал. Апсолутно не се согласувам со тоа дека човек, да, постојат луѓе кои што се раѓаат со стил, меѓутоа секако дека стилот се гради. Значи, ајде да кажеме, кога една особа е во помлади години, трага по својот стил, го бара, експериментира повеќе, како што прават нели помладите, пробуваат различен стил на шминкање, на фризура, па именуваат бои и облеки секако. И веќе кога, ајде да кажеме на 25 години, веќе треба да е оформен. Не, на 25 години не се остарени. На 25 години веќе треба да имаме некаков оформен стил и правец спрема кој треба да се држиме. Секако треба да се следи модата и новитетите, меѓутоа секогаш треба да се остави еден свој личен печат, без разлика колку да е нешто модерно, можеме да го носиме, но се треба да одговара на нашиот карактер и, како што кажав, да се остави свој печат, без колку и да е тоа модерно во моментот, или како што напомена за цевка панталоните, да, меѓутоа може да се скомбинираат со патичиња или со чевли, сепак да одговараат на вкусот и стилот на една особа. Така да, се учи, никој не е роден учен, секако дека секојдневно треба да се надградуваме на сите теми, без разлика дали е тоа стил и вкус. Секогаш постоиме ние како професионалци кои што можеме да споделиме и совети, па и да искоментираме и добронамерно да искритикуваме. И секако треба да се паметни, посебно младите, да сето тоа она кое што им одговара највише да си го задржат, а она кое што не им одговара треба да го отфрлат. Фотографирањето, гледам дека многу се фотографираат младите нормално и едноставно може така и подобро да сватат, додека во мое време немаше. Значи требаше да прашаме некого како не стои ова, а сега тие ќе се фотографираат со 3-4 стајлинга и ќе видат каде најдобро се чувствуваат. Така да
се учи и начинот како се шминкаат, и начинот на тоа која фризура треба да ја носат и која боја најдобро им прилега. Секојдневно учиме и јас после 22 години во модата, секако дека секој ден учам по нешто ново и треба да се надградувам, бидејќи едноставно времето ќе ве згази на некој начин доколку не сте во чекор со, ајде да кажеме, модните случувања. Иако јас слепо не следам мода, меѓутоа сакам да сум информиран и дел од тоа што се нуди на пазарот, можам да го прифатам во моментот и јас. Апропо учењето, низ Европа постојат и неколку лайфстайл академии. Мислам дека една имаше во Загреб, не знам дали се уште постои. Така што баш читав една статија дека имало заинтересирани мажи, меѓутоа дека сепак бројот на пријавени биле жени пред се кои што сакале да научат и за стилот, како во која пригода како да се облекуваат, како да се однесуваат, како да се изразуваат, така што тоа е само што еден показател дека дури да не сте премногу природно талентирани за одредена работа, може да го постигнете резултатот. Како што и напоменавме пред малку за источните земји. Таму дотирувањето е традиција. На западот комфорниот практичен изглед е секојдневие и постои еден трет блок, тоа е Балканот, каде што помалку се е измешано и сметам дека се уште, ајде да кажам, си го бараме стилот. Генерално зборам, значи, балканскиот менталитет, но сметам дека сепак полека се легнуваме на брашното и сваќаме дека практичниот изглед и комфорниот, ајде да кажам, комфорноста е многу важна. Ја тргам од себе. Ако нешто не е памучно, едноставно не икам да го купам, затоа што нема тој материјал да се чувствувам убаво во него. Ако треба цел ден една маичка да носам, ќе одберам да не се потам во нејзе, него да се чувствувам убаво. Така да практичноста наспроти луксузниот и гламурозен изглед сметам дека победува. Да, токму во таа насока, како што кажа, стилот на вистина се гради, меѓутоа денеска стилот во голема мера информираност за тоа што носам, кого носам, како го носам. Не е само брендот да го покажеме дали е светски познат, дали е локално познат, туку и преку тоа како се облекуваме и што носиме, ги кажуваме нашите вредности. Ако рециклирам аутфит, односно се појавувам на јавен настан неколку пати во истиот аутфит, јас покажувам дека верувам во мојот моден избор. Верувам дека ова што сум го купил е квалитетно, убаво, сакам да го носам, ми прилега, удобно ми е во него и не ги следам слепо трендовите, туку информирано сум ја донел одлуката да го купам тоа, да го поседувам и да го носам онново и онново. Тоа што никогаш беше срамотан или да се појавиш два пати во исто, сега е плюс. Добро, зависи кој си, што работиш нормално. Да, меѓутоа секојаш може да се изрециклира, буквално не да го изрециклираш, меѓутоа да го износиш на различни начини она што веќе си го купил. А тоа можеш да го направиш само ако купиш квалитетна облека. Сите знаеме каков е животниот век на неквалитетната облека. Јас ги рециклирам моите кошули во машина за перење. Одлично. Не, да се надоврзам на ова што кажам, мислам дека разликата меѓу овие две страни е што во земји од источниот блок повеќе акцентот е ставен на количинското, додека во земјиве, западните земји акцентот е ставен на квалитативното. И мислам дека ние сме во некој микс измеѓу кој што се обидува да се движи на кај западниве земји, кај што повеќе акцентот ќе се стави на тоа да носиме поквалитетна облека, отколку облека само што повеќе да наставаме на нас кога се покажеме дека имаме. А тоа ќе оди во прилог на темата за намалување на текстилниот отпад. Да. Значи да купуваме помалку квалитетно, отколку да дефиницијата вика дека кога 25% од популацијата ќе почне да се однесува поодржливо, конкретно да купува облека поодржливо, тогаш веќе не е ниш, не е карактеристична група, туку веќе станува норма. Кога ќе стигнеме до тие 25%, работите драстично ќе се сменат. Како што кажа Јулија, веќе не самите брендови веќе нема да произведуваат 52 колекции годишно. Тоа се по една колекција за секоја недела по годината. Тоа е премногу. И по едно парче да произведат од секоја е веќе премногу. Ние 60% од облеката што се произведува не стигнува до потрошувачите. Тоа е повеќе од половина. А каде завршува?
на депонија. Што би им препорачале на купувачите, сега ме интересира, при купување на облека? Мојата главна препорака и она синтагма по која се водиме во Fashion Revolution е информираност. Секогаш промислено да се купува. Прво, ние се водиме по една пирамида на одржливоста, така ја нарекуваме. Прв пат ја објавивме во Fashionel, дека кога стигнува времето за обновување на гардеробата, прво треба да размислиме дали го имам парчето, во каква состојба, дали можам да го коригирам со носење на Шнајдер, дали можам да го поправам, дали можам да го искомбинирам на нов начин да изгледа свежа. Вториот чекор е дали можам да го најдам во секонд-хенд продавница или можам да го позајмам или да го разменам. Третиот чекор кога веќе купуваме, да внимаваме од кој производител е, од каков материјал е произведено, да гледаме да е тоа локален производител за да се намали јаглеродниот отпечаток на облеката, меѓутоа и да се поддржи локалната економија. И дури на крај да се решиме да го купиме парчето и да размислиме како тоа парче понатаму ќе се вклопи во нашата гардероба, односно да не биде само за таа така наречена специјална прилика, купено и потоа заборавено во плакат. Така. Има еден израз, не ми текна сега, како беше за она луѓе кога е мејнстрим и кога цело време го зборат, уствари кога не е така, кога лажат Greenwashing. Greenwashing е најголемиот проблем со тоа кој се соочува откровение кога моментално. слушнав прв пат тој момент. Одржливата мода, бидејќи се повеќе брендови станаа свесни дека нивните потрошувачи веќе не ги следат слепо, туку им поставуваат прашања. Од тука и почна целата идеја за модна револуција која се сруши фабриката во Бангладеш во 2013 година. Светот дозна во какви услови работеле работничките кои ги произведуваат нивните ефтини парчиња од брендовите за брза мода и токму затоа 24 април е ден на модната револуција и околу тој датум се одржува неделата на модна револуција. И сега веќе е многу потешко да ги протнете тие лоши услови во кои работат работниците, што се многу голем дел од тоа како ја сваќаме етичката и одржливата мода. Меѓутоа, исто така, брендовите сега ги користат на некој начин инфлуенсерите или достапноста на социјалните мрежи да се покажат во позелено светло, кога тоа навистина не е така. Ќе направат една колекција со органски памук или ќе постават една кутија за рециклирање на джинс во една продавница од илјадниците што ги имаат низ светот и мислат дека со тоа си ги испрале рацете. Меѓутоа, ние како потрошувачи сме тука постојано да ги потсетуваме дека нема да прекинеме да им поставуваме прашање, дека секојаш ќе не интересира што има во нашата облека и која прави нашата облека. Толку, дечки. Знам дека има уште работи што не ги кажавме, ама тоа е тоа. Нема, времето истече. Ви благодарам многу. Следниот пат разговараме за една тема која што е директно врзана со ова што го зборавме денеска, тоа е финансиската стабилност на младите и како младите се снаоѓаат во Македонија. Ви благодарам уште еднаш што ми бевте мене гости. Се осеќав како домаќин на малка ептен со блиски луѓе. Ви посакувам уште среќа, здравје, љубов, Господ здравје да ви даде и така натаму од македонски приказни се. Да бидете успешни во тоа што го работите, да останете на правиот пат и уште многу да образувате луѓе кои што млади луѓе кои што се уште не се најдени, кои што сакаат баш да запловат во оваа проблематика. А вас, драги гледачи, ве оставам да си гледате фудбал овој период, да навивате за Македонија овој период, да правите нешто што сакате овој период, бидете умни, бидете паметни, купувајте одржливи производи, купувајте умно, паметно и, што би се рекло народски, без расфрлање. До видување до следниот вторник и останете со здравје.